Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Денес имавме сите ние заедно и политичките партии и граѓаните динамичен политички ден кој што за волја на вистината го очекувавме на некој начин, а тоа се почна со Уставниот суд, со усвојување на иницијативата на ДУИ, која овозможи даде уставна можност председателот на Собранието да ги свика пратениците и ги свика и тие продолжија на начин на кој што секој парламент, па и нашиот динамично, многу полемично почна да ги расправа проблемите со кои што се соочува Македонија. Овој ден, ваков како што беше, би сакал, се разбира, тука беше и посетата на гостиното од Соединените Американски држави, кој треба да биде олеснувач во решавањето на проблемите на политичката криза. Утре доаѓа и германскиот представник и би сакал сите овие елементи да ги поминам заедно со моите вечерашни гости, кои што не се прв пат во ово отворено студио. Тоа е господин Ристо Николски. Добро вечер, господин Николски. Политички аналитичар, поранешен амбасадор, и господин Сотир Костов, исто така аналитичар за актуелните политички ситуации, поранешен јавен обвинител и многу други функции за кои што сме го гледале тука. Добро вечер на обајцата. Мислам дека и вашата функција и вашата љубопитност ве доведе до тоа да ги знаете се како течеше, како дојдовме, како почнавме до оваа ситуација до која што сме сега, како почна кризата, но да не се враќаме една година како таа настана, како очекувавме да се свика ова собрание за кое што сите се залагавме дека тоа е еден од каменот на сопнување. Ете, почна таа иницијалната каписла. Како ви се чини дека има шанси, господин Костов, ова да даде една поттик за решавање, или со оглед на тоа што гледаме дека во овие полемики остри кои што си ги патуваат власт и опозицијата, повторно ќе дојде до заострување на политичката криза? Шансите се видливи, за мене не се мали, ставени се на маса и јас би рекол дека треба да се искористат. Метафорично би се изразил во тунелот наречен демократија во кој западнавме. Далеко од тоа демократијата да наликува на тунел, ама мислам ние западнавме во еден таков тунел, како да денес ја видов еден зрак на светлина или како да некој ја подотвори вратата за излез, за наоѓање рационално, логично и решение кое Македонија ќе стави на правиот пат. На еден начин паѓаат критиките дека Уставниот суд бил ваков или онаков, или не само за Уставниот суд, туку за институциите во Република Македонија не функционираат, блокирани си и така натаму и така натаму. Тоа се пусти желби на некои имаше и субјекти. коментари дека сепак не треба Уставниот суд да одлучи така како што одлучи, затоа што тоа е неуставно и така натаму. Љубиша, дали во Македонија секој пат кога нешто ќе се одлучи, се кажува опозитот, опонентноста или не знам што е, не знам какви луѓе сме, ама еве ја како гледам. Уставниот суд се одважи на еден начин, можеби во прав момент, може минута до 12, и го ресетираше собранието поточно. Го поднамести теренот за да се вратиме кон уставниот систем, кон законодавството, и му даде шанса институционално. Ете видиш, значи да позаборавиме улицата и да влеземе на високиот храм, во храмот на високиот орган на законскиот систем, на политичкиот систем, на уставниот систем, и овде да се бориме, овде да ги спротивставуваме фактите, аргументите и она што имаме, џокери во ракавли, не знам што. Ама како денес гледам, пак некој се буни, пак напушта сала, дали ради тоа што се малцинство. Па јас би рекол и на улица се малцинство, па сите видовме. И таму се малцинство, ама некако улицата да не е подрага, а гледаме какви нуспојави пројави таа пуста улица во лицето на шарената демократија. Како и да е. Мислам, ни пражино, ни не знам какви договори, го имаме храмот на демократијата, ги имаме 4 релевантни партии, позадени се подзаскриени уште 20 на 30 на партии во коалициите, што им сте, ајде бујрум, седнете. За мене се донесе добра одлука, не се стави овој пат фиксна дата за избори. Ете, тоа е некоја поука, предпоставувам, бидејќи пак ќе го наљутат некого, се знае кој. И сега нека се договорат. Ако и сега нема договор, извини, Љубише, јас мислам тогаш ќе ја кажам приказката за како мали џокица ја замисла политиката. Ево, за почеток нека биде тоа. Ова до што дојдовме, господин Николски, предпоставувам дека е резултат до што дојдовме. Мислам, ние почнуваме да разрешуваме, ние не решивме кризата, меѓутоа
И тоа е нешто, бидејќи бевме на мртва точка. Значи, партиите воопшто не седнува, не разговара, не бара начин како да се излезе од кризата, од разни причини. Сега сепак се постигна некој решение, влегува во собранието, кој што вели Косто. Дали тоа сега да прашам само заслуга на нашите политичари или сепак, имајќи предвид дека во изминатиот период доаѓаа почесто представници на така наречената меѓународна заедница со добра намера, дали тие извршија на некој начин помирување, влијание, ја олеснија работава за да се дојде до ситуација, повторно партиите да влезат во собранието? Прво, мислам дека е многу важно да објасниме една суштина, нешто што е клучно и што кај нас во сите овие дебати кои се во последно време чести, што е добро, неко се заборава, не се посочува како клучно. Меѓународниот фактор во Македонија не игра улога на помирувач, не игра улога на невин фактор кој сака да помогне. Олеснувач се вели. Олеснувач, или како сакате. Туку, меѓународниот фактор во Македонија има своји нагласени геостратешки интереси, кога зборувам тоа, мислам пред се на Соединетите американски држави, односно на Вашингтон, кој е слепо следен од Брисел. Така да, се што прават во земјава, се го прават поаѓајќи и завршувајќи со своите интереси, игнорирајќи ги во голема мера нашите потреби, аспирации и фундаментални, што би рекле, не така, екзистенцијални услови. Чекайте, не ве разбирам. Ако е така, тогаш тие ни одмогнаа сега со ова или ни помогнаа? Не, ќе се вратиме на ова. Аха, мислам добро. дека оваа криза, мислам дека после во дебатата ќе имаме можност да го објасниме тоа, не е случајна. Оваа криза која е инсценирана со сите тие прислушувања, додадени материјали на одредени политички сили да ги користат и така натака, бомби или петарди, не е важно, имаше одредена многу прецизна цел. Ќе објасниме таа подоцна. Таа не успеа од повеќе причини, последната е изјавата на Кодзијас и тоа ќе објасниме подоцна. Меѓутоа, ова што сега е направено, можеме да кажеме дека е тоа благодарејќи на самит. Целиот чекор кој е преземе со Уставниот суд, дури тука да служува пофалби, е апсолутно институционален. Според Уставот, изборните единици не може да бидат плюс-минус преку 5%, а ги имаме. Шестата има 6 и нешто проценти над другите, некои имаат 5,5 или колку проценти по другите. Значи една чиста законска основа врз која треба да се излезе од кризата, до овој ќорсок во кој сме доведени. И мислам тоа е еден позитивен исчек за решавање на кризата и хаосот во кој живееме 2 години. Меѓутоа, проблемите не се решени. Ниеден проблем не е решен. Сега видовме дека собранието ги зема во своји раце состојбите. Промените се... ги изгласа измените на изборниот закон. Значи... Нелегално беше и 2 јуни договорот и Пржино протокол беа нелегални, беа вонуставни, која 4 поглавици стичоко од 2001 година во Охрид се договарат судбината на земјата. Тоа не е никаде предвидено и тоа е узурпација на власта, узурпација на легалните институции. И сето тоа сега се на еден начин се надминува, се враќа претходната ситуација. Сега мислите дека Пржинскиот договор е мртов, дека тој не важи више? Видите, така ве разбрав, дека во целина е мртов. Сето тоа што беше и ние сега дали за ден, два или за недела дена ќе имаме оставка на премиерот привремен, ќе си дојде старата власт и продолжуваме натака, затоа нема ни ден на избори. Според тоа, ние од една нелегална ситуација се враќаме на легална ситуација, со тоа што ќе имаме истите проблеми. Опозицијата, како што имавме денеска, ќе напушта парламент, нема да учествува, ќе прави проблеми на улица, али сето тоа веќе е, да речам, очајнички обиди да се спаси нешто што не може да се спаси. Да запреме малку тука. Би сакал да го вклучим господин Костов. Сметате дека ќе се рестартира Пржинскиот договор, ќе треба да се прави нов? Не сум ја сигурен, иако ја го поддржувам искажувањето на господин Ристо Николски, ја не сум сигурен дека така глатко ќе одат овие работи, а ја уште од почетокот минатата година, негде од јули месец, во моите колумни кажувам дека 90% во Пржинскиот договор е неуставен договор, од Пржинскиот договор е неуставен и незаконски. Сакате сеја, сакате било што, луѓе да седнуват во фотели на министерство и на министера, да не ги бирал народ, да не биле на избори, тоа нема врска ни со демократија, ни со политички систем, ни со устав, ни со ништо. Не сум сигурен дека овој идеализам на господинот Ристо ќе се оствари
Зашто мислите идеализам? Па, кој ова да- е идеално да се вратиме на старата состојба зашто и да не? закажиме избори, до изборите власта да се ја заврши работата во медиумската Кој би го сфера. спречил тоа? Зашто мислите дека не Па остварили? видете сега да ви кажам вака. Ако ова не сум баш многу радосен што го кажувам, ама вака. Ако партнерот за разговори или преговори, не знам како да ги дефинирам, господин Христо подобро ќе ги дефинира за името Македонија. Нашиот партнер све одбива. Така. Све одбива, ништо не прифаќа, ама прифаќа само ако го нема зборчето Македонија. Епа, опозицијата на чело со господинот Зоран Заев се прифаќат само да го нема живо ВМРО ДПМН и да го нема Никола Груевски. А еви ги, они се ама и живи, обратно, они работат, они ја градат Македонија. Ама не е иста ситуацијата компаративно со Не, Грција, ја така гледам. Љубиша, не мора вие да се согласите со мене. Не сакам да кажам, моќта на Грција Исклучиви пречи се. нешто е пореална. Опозицијата е, како што самите рековте, е малубројна, таа што може да спречи ако власта Не, е... многу беше успешна во спречувањето на функционирањето на демократијата, многу беше успешна. Година и пол ја. Да, ја и тука мандатира ова го државата. препишувам на конто на власта и на ВМРО ДПМН. Критика издавам кон ВМРО ДПМН. Како? Па вака сега. Добро, Никола сите што Груевски, и тие Сите што се збица. поекстремни од власта се критичари на власта. само И на дозволи ми го ова. опозицијата исто така. Види Љубиша, значи, со кое право господин Никола Груевски дозволи да си поднесе оставка, дали под притисок или не навлегувам, не ги знам поединостите, да му кажат за колку денови и сега тоа да му го треплира тој период. Па тоа е неферски. Па тоа е бира на избори. Неговата партија победила, составила власт. Влада која функционира и сега одеднаш нема 24 април, нема 5 јуни. Па тоа е, знаете што? Па тоа нема врска со принципите на демократијата. Па тоа нема врска... Тоа е синеџиство. Може би поискусен и похрабар од мене, што не ми личи. По груп, Значи, треба ја да сум похрабар. по груп. Тоа е, да не речем, улично насилство. И така да. Али, се сеќавате што велија? Никола Груевски да даде оставка, ни случајно. Ја даде. Вчера и денес, знаете што збори господинот Стојанов, кој го почитувам као државник, да бидам искрен. Ама? Вика, Велјановски има да одговара, тој нема да свика собрание, 6 двојца да се соберат, сите да биле во мнозинство, ВМРО во малцинство. Направа Велјановски тап, си го свика собранието, си помина, значи некој знае да почитува институција, не било која институција, Уставен суд на Република Македонија. Врвот на пирамидата на уставниот систем. Зошто толку брзо и исхитрено даваме етикети, летиме етикети, не ми може би е јасно. Уставниот суд, ова беше репетиција. Еднаш ќе одби таква Да, иницијатива. пазите, има тука Сега, непринципиелно. Немаше основа таму. Немаше Љубиша, основа. Основата е Не, иста, не само се тоа согласувам. репетираше. Основата е иста, не е, основата е Се иста. согласувам со Костов, Љупчо. тоа жеше Со поединечен Љубиша. акт, сега беше општ, влегува во содржинска. Има и во тој суд непринципиелност, ама ајде да го гледаме сега денешниот ден, што направија? Направија добро за Македонија. Инаку, еднаш да се изгласа негативно, еднаш позитивно, ја би сакал, ја нема да ја коментирам одлуката док не ги видам правник суми, док не видам одлука, образложение, не би коментирал. Бидејќи сега денес дознавме дека само ова се временни решенија, значи Така е. ставено, а после ќе ја видиме. Тогаш ќе ја коментираме. Ама гледајќи ја логиката, гледајќи ја рационалноста и гледајќи ја добробитта за Македонија, браво за Уставниот суд. Лајк. Ја така гледам. Така гледам. Само, мислам, неколку работи. Прво, ако не се лажем, не сум правник, јас сум економист, првиот пат представката пред судот беше дека како беше на одложеното распуштање на парламентот Терминот, така. не е уставно. И сега беше терминот повторно прашање. Не, Само имаше терминот не беше, додатоци. сега поинаку беше. Значи, тоа може би неуставно, ама не е ни антиуставно, бидејќи во уставот не вели дека нема такво нешто. Све што не е забрането е дозволено. Што не е забрането е дозволено, да, тоа е широко толкување. Многу конкретно. Сега вели 5% преку имаме комплетно, значи, игнорирање на уставот. И тоа ти е факт. Тој е факт дека биде, ева каде милиметар, али е огромен како планина. Значи, сега да не завршувам. влегувате, мислам дека правниците и професорите не се слагаат многу, али Да. Тоа веќе е политички Да не ве причини. чуди Ја ова. забелешки. Ангажира. Видете, ова постои од поодамна. Се бавам со избори и изборни кампањи од 90-91. Сега некој мудро се сетил. Значи, тука не сме лицемери. Па не е од вчера неусогласеноста и несоодветноста на големината
средината на изборните единици. Да, не, тоа беше вчера, од- па сите избори треба да ги прогласиме неважички. Бранко да го прогласиме СДС. Не, ама никој не го некој оспорил мудро тоа. се сетил. Него никој оспорил. Јас сакам да верувам дека е Дуи, денеска Тала Џафер имаше еден преказ. Ја го велам него филозоф пратеник, имам некое мислење поинаку за него, ама денеска брилираше. Еве вака на крај крајева. Па добро, што сакате вие? Не сакате ова, не сакате ова, не сакате ова, се да него питам. Па вика што сакате? Па видете сега, кабадахиско однесување во демократијата, па не личи никому, па ни на СДС, ни на Зоран Заев. Ајде, само секунда. Пред да објасните, бидејќи дојавме до точката на овие изјавите, ние ги имаме снимено, да ги погледнеме, не се Ајде долги. завршиме прво ова тема, помалку после ги Ајде, да не бидејќи се гости. Бидејќи две работи се начнати овдека. Првата, секој се враќаме назад. После војната сите се генерали, нели така? Кој ќе видиме што се случуваше од 2 јуни до Пржино. Сега е сосема јасно дека меѓународниот фактор кој сето тоа го диктираше, немаше никаква намера да има избори ниту на 24 април, уште помалку на 5 јуни. Тоа беше само тактика за да се отварате друго прашање. Не, али тоа е клучото на ова. Не добро, да дискутираме. за тоа, затоа ја покани вас, вие сте од вечерва е расположен Ристо, господинот Ристо е расположен. Не, ова секој ден живееме со овие работи за жал. Значи, целта беше да се развласти власта, да се почне еден нов процес преку специјалното јавно обвинителство на инкриминирање и така натака, повеќе преку индикатори него преку факти. И сега, бидејќи имаме еден пресвор денеска, се враќа све во нашата, да речеме, во нашите води. Во позитивните води, нашите води викам за државата. Стоите. И уште една работа. Запред имам прашања, а дозволете да ги проследиме изјавите, да биде малку подинамично, бидејќи важно е тоа што се говореше во парламентот. Режи, ако може, изјавите на координаторите на пратеничките групи. Прво па ќе продолжиме на темата со која ја започнавме. Го погребавте договорот од Пржино. Сега насилно ја поништувате и техничката влада, формирана за спроведување на регуларни и веродостојни предвремени избори. Укажувам, сада сама поднесе условени оставки, кои стапуваат на сила доколку се распушти парламентот. Парламентот денеска е свикан. Изборите ќе се одложат, како што предлага коалицијскиот партнер на Груевски, Ахмети, преку вас пратениците, така што во јавноста треба да се знае дека мнозинството на Никола Груевски, Али Ахмети насилно ги враќа претходните министри со единствена цел да се усложни до максимум и така усложената политичка ситуација во Македонија. Ова собрание со различно мнозинство два пати донесе одлука за свое распуштање. Во едната прилика 4 партии носеа одлука со изборниот законник, во другата ситуација 3 партии носеа одлука. Според нас проблем во оваа држава не е нити избирачкиот список, нити и така наречените фантомски гласачи, нити неподготвеноста на државата за избори. Единствен проблем кој што Република Македонија го има е катастрофално нискиот рейтинг на Социјалдемократскиот сојуз и нивниот страф, и нивниот страф од соочување со граѓаните и давање на легитимитетот на граѓаните да одлучуваат како Република Македонија понатаму ќе се развива. Би сакал да потенцирам дека одлуката на Уставниот суд на Република Македонија не е во насока и во согласност со ставовите на пратеничката група на ВМРО-ДПМ. Но, ние мораме да покажеме различен пример и ќе ја почитуваме таа одлука, се со цел во следниот период да понудиме начин и излез од политичкиот хаос кој што го предизвика Социјалдемократскиот сојуз. И јас не можам да го сватам колегата Сугариски што тој сака да каже во смисол на обвиненијата во неговата процедурална забелешка. Не сваќаме што сакате. Веќе година и пол барате решение, барате избори, се извинувам, со Пржинскиот договор вие прифативте изборите да се одржат на 24 април со сите предуслови што ги предвидува тој договор. Се согласивме, не беа исполнети сите барања во договорот.
Потоа презедовме следен чекор да се пролонгира или одложи. Ние како Демократска унија свесни за целата политичка цена што ја плаќаме како политички субјект, меѓутоа заради интересот на граѓаните, на земјата, на институциите. Добро, еве повторно во отвореното студио разговараме со Сотир Костов и Ристо Николски за актуалната политичка ситуација, за враќањето на партиите во парламентот и отворање на една нова страница во етапата на можно разрешување на кризата или пак нејзино продолжување. Она што е засега карактеристично и институционално, почна некоја разврска, но, господине Костов, пред да говориме за некои прашања кои што во паузата ги отворивме, на почетокот вие споменавте групи на граѓани кои што протестираат. Значи, партиите се вратија во институциите на системот, но граѓаните останаа на улицата, да видиме до кога ќе биде тоа така, дали они ќе бидат задоволни од развојот на настаните во институцијата. Имаше две групи на граѓани. Едни се залагаа за 5 јуни избори, така наречената граѓанско движење за Македонија ГДОМ, и групата Протестирам, која што секојдневно одржува протести. Ова првата, која што ја споменавме, ГДОМ, таа веќе треба да ја разочарана, бидејќи избори нема. Така? Треба да продолжи не знам дали е баш протестира така. или не. Пред да дојдам кај вас во емисијата, значи, видов дека ги откажале сите митинзи, сите собирања, така, сите активности, и тоа кажува дека најверојатно, ја како восприемам, како перцепирам, исчекуваат да видат целокупната ситуација. А Други ви гледам пак ете опозицијата се врати во парламентот. шарам-барам прават по институциите, и да бидам искрен, ја веќе се двоумам, не знам дали ќе биде злоупотреба ако и вашава емисија ја искористам да прашам. Каква е таа шарена револуција која на споменик на херои македонци испишува парола или рида? Извините, за мене тоа од шарена револуција се трансформира во иридентистичка амеба. Ќе објаснам што покасно што мислам. Каква е таа револуција кој така да кажам, еден од предводниците е професор кој вели ако треба ќе падни жртви. Кој? Јас имам 5 деца. Јас ќе се борам да не падна жртви. Јас нека паднам. Срамота е професор на универзитетски да повикува дека ќе паднеле жртви за да паднала оваа влада. Каде е тука воспитниот моментот? Каде сме ние како интелектуалци овде, некој тоа да го каже, некој мора ова да го сопри. И, еве, по култура, по институции, шара, иако ги ценам ја културата и историјата и традицијата на оваа држава најмногу од се, па и од политичарите и од политиката повеќе ја ценам. Но, пред 2 дена историја боја го ишараа собранието. Чекајте, тој е највисок орган на една држава. Таму се сите во храмот на демократијата да создава демократија. Не, ова мора Љубиша некој да го сопре. Што мислите по тоа некој мора да го сопре? Некоја привада, јавна ли, да кажеме, дајте, сопрејте го во интервенција на дивење. полицијата или Да, не, ама најмирно, без сценарија. Видете Илирида, па знаеме што е Илирида. Делба на Македонија, можеме да ги обвинуваме или федерализација. не, но тие се група на граѓани, поголема или Не, помала. да ги идентификуваме. А ја велам дека тоа се канваси, дека 90% спрема 10% се македонци. 90% се увезени од една соседна држава. Ги проучував, ја и бев во нивните редови една вечер. Ја ги видов како до момент ајмо сад пишталј ќе прават, па ајмо сад поликолор и така дале. Не. Чекайте, не, во Македонија не може да има автентични собирања? Може. Значи, зашто мислите да дом дека било автентично, а дека да Не го реков тоа. Еве вака, еве вака. Дистинкција, граѓани да, со граѓани. дистинкција во секој случај. Ама еве вака. Любиша, личи да дојдам дома во твојата куќа да ти истурам половин тон боја и да ти кажам не ми се свигаш, не ми се свигаш као новинар или водител. Личи тоа, не личи. Е па тоа го прават овие со Не, сакам да кажам, ние можеме да ги обвинуваме вие или тие што се против нив. Да, тие се на улица. Тоа е знаете што? нивно право да излегуваат и да Ама не е право да протестираат. рушат. 3 дена проучуваме Затоа една прашувам книга. што да се прави со нив. Значи, Љубиша, дали има три дена политичко проучувам. решение или политичко? Постојат Тоа се битни разлики. 101 начин на ненасилно штрајкување и протестирање. Зошто овие насилие употребуваат? Зошто самите себе се компрометираат? Тие прават, се сеќавате на она забранетата местрење на шараните, па тие местрење, размножување, тие сега си прават размножување на идентистички субјекти и елементи во Македонија. Ма не смееме да го дозволиме тоа.
Па тоа не е шарена Добро, ма револуција. која ќе знаеме ако има автентичен протест во Македонија, ако сите ги окарактеризуваме така, Можат значи тие, во не, Македонија не може можат. да има автентични Има протести. некои Може. светли моменти. Може. Па како ќе ги Секој разликуваме ако протест што секој не прави, ќе што не етикетираме? руши автентичен, секој протест што не руши, ови рушат. Ови се хулигани. Ови се хулигани. Не би рекол сите, не би рекол Не сите, ама тие што се таму, Тие не со реагираат и дозволуваат и се фантомките, исто така. тие со хулигани. марамите и не ли приметивте нешто дека пред владата беа злоупотребени децата? Таа вечер бев со нив јас, за да проучам, да видам. 12 деца изборев како истураат боја. Па дајте, па меѓаш и кај се. Па луѓе, па нека го дигне некој глас, тоа е злоупотреба на деца во политиката или поточно во политиканството, во насилната страна на Прашањето собитијата. за луѓето улицата го поставив заради да ме наведам да размислуваме политички дали тие се дел од политичката разрешница, бидејќи има исто така барања кои што се повеќе од барањата на опозицијата. Не, дозволи. Тие насилни не се дел. Дозволи. И не знам колку сега опозицијската СДСМ е Види. во координација со овие граѓански или невладини организации кои што може да бидат сосема различни во Тука има повеќе елементи. интенција. Прво, организаторот не се знае, така? Што значи тоа? Значи е некоја тајна сите шушкаме кој е. Не сите знаеме ние кој е, разбирате. Јас бев на Еве, го открија во Панама бил замешан. И јас бев во ТВ прсти. дебата на друга телевизија, беше представник, организатор на протести, така го представи до младо момче и почнува да кажува све слобода, нели, демократија, вамо таму јас го прашав, вие сте член на некоја невладина? Да. Кој ве финансира? Сорос? Не. Кој ве финансира? УСАИД? Не. И се застана тој се сепна, вика, не може да лаже, вика, а ние работиме по проекти. Кој ги финансира? Сорос? УСАИД не одговара, значи тие ги финансираат. И ако тие стоат за тие, значи се знае кој е тоа. Второ, секој има право на еден мирен протест. Што сака за геј популацијата, за екологијата, што сака? Меѓутоа, ако во тој протест има некој што руши, што сквернави, ти си дел од тој процес сквернавење. Ако не си, дистанцирај се и утре не избегувај. Тие сите што се во таа група, што фрлаат бои на собрание, културни споменици, така натака, сите тие се хулигани, бидејќи не уче, не се дистанцира никој од нив. Да се дистанцира ќе чиш, нека има поинакво мислење, нека најува за кого сака, нека најува за, не знам, за работнички и за шкендија. Меѓутоа, самото користење на насилство, боите се насилство, значи хулиганство, со кое сите тие што тамо се согласуваат, никој не се дистанцираш. Меѓутоа се вратиме, ако дозволиш. се вратиме Кога на читаат барање, кога ги доставуваат, кога дебатираат, јас ги прифаќам. И иако може би и неможни барања прифаќат, ама ги прифаќам за дискусија. Има право. Но кога уништуваат канцеларии на председател, кога споменици уништуваат, кога институции уништуваат, Тоа е проблемот. Не, Тоа е проблем. тоа апсолутно. Во колку држави се прави тоа да се запраша? Меѓутоа, ако дозволиш, он зачна едно прашање со грците, името, нели, условите за промена. Компарација за... прави. Не, али за- тоа е, мислам, добро што го зачна тоа прашање, зашто јас сум длабоко уверен и мислам дека сите индикатори покажуваат дека сето ова што ни се случува година и пол дена, кога државата е фрлена на колена и во хаос, е со една единствена цел да се реши проблемот со името, со наша капитулација се На разбира. начин како што не ни одговара. Не сока наша капитулација. Па да. И најдобар доказ за тоа е изјавата на американскиот амбасадор кој рече кога ако не сега. Ние имаме втор детаљ кој е малце постар, кога во минатата година имаше средба на Ципрас и Кодзија со Кери, кој рече ќе доаѓам во Атина, биете спремни за да се решава името. И сето тоа е во контекстот на Украина. После Украина, Америка прв пат е крајно заинтересирана Македонија што побрзо да влезе во НАТО, да се затвори тој можен продор на Русија. Од друга страна, не се спремни да ја променат блокадата, уцената и ултиматумот од Букурешт, прво името потоа членство. Значи, да ни наметат решение кога сме ние на колена и во ситуација да не може да се браниме. И затоа господинија се повлече и Груевски, ВМРО покажуваше несоработка и така натака. И сега има една нова исто така промена, драматична би рекол промена, пак во наша корист,
бидејќи ова што се случи денеска може да се смета како порас на владеачката партија, бидејќи избори нема да има, меѓутоа во целина јас гледам тука позитивни ноти кои се во интерес на целата држава. Има различни коментари, сметам дека опозицијата е да завршам само мислата. Кодзијас завчера изјави нема решение бидејќи мора да даде Македонија да прифати значителен суштински некој компромис. Тоа не е порака за нас, тоа е порака за американците. Во овој момент нема решение за името, заборавете го тоа. Така да целиот тој контекст, целиот таа основа, фундаментот на оваа криза, која е, велам, 190%, не 100%, него 190% организирана, инсценирана, подметната од надвор и со снимените разговори со све, така да е оно што почетокот беше објавено тајни служби, значи сега паѓа во вода и од таа гледна точка дека таа главна и основна цел која имаше Вашингтон, слепо поддржан за жал од Букуреш, не може да успее. Господине Костов, рековме се вратиме во институциите, се враќаме во собранието. Имаше неколку важни точки кои што поминаа. Значи, прво беше заради Уставниот суд стопирани сите активности изборни, значи избори нема да има. Така времена мерка. Времена мерка. Значи, тој процес е запрен. Второ, беа усвоени оставките на министрите и дополнителните министри од СДСМ. Како гледате на овој чин, кога ве прашав дали Пржинскиот договор е мртов? Значи, сега доаѓаме до влада, која што не е онаа која што беше за спроведување на избори. Бидејќи избори нема, тогаш веројатно логиката била нема потреба од овие министри кои што нема да се спроведуваат избори, нема датум за изборите. Дали прво да ја погледнем изјавата на премиерот, зошто го прави тоа, па ќе се вратиме да искоментираме. Значи, ве молам режија изјавата на премиерот Емил Димитриев, кај што објаснува заради што го прави овој чин на усвојување на оставките на двајцата министри од СДСМ и дополнителните министри од оваа партија. Со оглед на тоа што на почетокот на седмицата беа констатирани оставките на министрите за внатрешни работи и министрот за труд и социјална политика, исто така и со оглед на одлуката на Уставниот суд, понатака со предложениот закон за измени на изборниот закон кој што е прифатен да биде разгледан на денешната седница, со кој на еден начин датумот на избори ќе биде поништен и ќе имаме нова ситуација која што ќе немаме одреден точен датум за одржување на изборите. Моја законска обврска е да предложам лица кои што ќе раководат со Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика. Согласно тоа, јас за министер за внатрешни работи го предлагам господинот Митко Чавков, а за министер за труд и социјална политика господинот. Ја слушнаме изјавата на Емил Димитриев. Господине Костов, како ја коментирате? Дали таа логичен след на, како тоа објаснува, бидејќи сега нема избори, нема потреба од овие министри, значи се враќаме на една првобитна ситуација, останува уште премиерот да се врати на својата позиција. За да биде сосема истата влада. Може да се каже дека е логичен след на работите. Да. Ма јас и вака гледам. Значи, тој пусти Пржински договор, најпрво беше запишано во него 24 април избори, а потоа 5 јуни, не се случи тоа. Па видите се, бидејќи тоа не се случи и тоа е неизвршување на дело договореното, зошто тогаш луѓе кои не биле на избори, кои немаат легитимитет, кои се влезени само технички да ги припремат изборите, а они велат да го контролирале, да ја контролирале власта до и ВМРО, да останат во власт. Не е ферски тоа. Значи, ја гледам тука има логика во тоа. Има логика во тоа. Сега, неколку пати засегнавме дали е мртов или не е мртов Пржинскиот договор. Еве го живо и здраво е, фала Богу, и така нека остане специјалното јавно обвинителство. За него се донесе закон. Тоа се уште постои. Закон за влада беше донесен, господин. Да, ама знаете како, секоја промена на тоа е жива материја е. Избори мора да се конкретизира. Еве нема на 5 јуни. Значи, не знам зошто на ВМРО сме склони да не му веруваме кога ги изјавува. Не ни одговара аболиција, тоа е помилување, не ни одговара одлагање на овие избори, не ни одговара одлагање на избори на 24 април, кога, видите,
Ама стварно се носат одлуки што не им одговара. Па нивниот лидер отстапи од премиерско место. Мислите тој сакаше да току така да отстапи? Не. Значи, некој пат мораме да им веруваме бидејќи фактите се тие. Дали се тоа тие што веруваат или не, но прашањето на неверниците е дали со овие постапки што следат, со враќањето на новата влада, ако е тоа навистина така како што е некој смета, можеби нема да се случи тоа. Ние не знаеме. Видете, не ги знаеме. Можеме да предицираме, но можеме да анализираме. Вие сте Да. политички аналитичари, Да. јас сум новинар кој што прашува тоа што многумина се го помислуваат. Да. Дали ќе се укине специјалното јавно обвинителство? Лично мислам, нема да се укине специјалното јавно обвинителство, иако познато е дека ја него го третирам као диво месо на Затоа ја прашувам. законодавниот систем. Мислам дека не треба на таков начин да се укине јавното обвинителство. И сега бидејќи за мене не е толку битно јавното обвинителство, колку функционирањето на политичкиот систем и на уставниот систем во Република Македонија и на демократијата, еве ја како замислувам. Уште утре, да не речем уште вчера, треба да седнат релевантните субјекти и да видат каде работата е најтенка, каде се кинеше работата. Медиумската сфера. Ајде да видиме најдобар начин како да ја уредиме, си ставаме некој дедлайн, па уште е еден во фаза. Ете, нека е тој пусти мониторинг меѓународен, да видиме тој закон кој има 5 звездици европски, што треба да се смени, или пак на таа пуста агенција нов човек да се донесе, нов состав, па еве ако треба и од странство. ВМРО има таква пракса, нека донесат луѓе од странство, да не биде ни СДС, да не биде ни ВМРО и така натаму, и да видиме таа сфера, малку да видиме со јавниот дифузер, што и како. Приватните се горе доле. Што и како, ама не таму да го смениме Ристо, да дојде Сотир. Не, да видиме дали стварно е ситуацијата така како што велат луѓето, а знаете како, велат нас не сме застапени на тој сервис, ако критикуваат бил ваков, бил таков, бил негледан и овој. Така да и тука имаме контрадикторности, но еве нека се стави на рентген, да се сними, да се види и медиумската сфера да биде тргната, да биде елаборирана, да не дозволуваме Ван Хауте преку мачките да ни кажува каква ни била медиумската сфера, што е крајно некултурно и нецивилизацијски. Сега, ајде да видиме други кои реформи ќе се седни и во втората област, да видиме, видите како, ја ќе бидам малку, ќе ми замерат и моите пријатели од ВМРО, оделување на партијата од државата, па што на Заев луѓето бараат во ДИК? Ајде, нека се излезат, нека дојдат стручњаци, нека се излезат и ВМРО, нека излезе и ДУИ и ДПА. Така се одделува партијата од државата, а не Заев едно збори, а ги пика неговите луѓе да прават таму секакви модели од ДИК. разни чепови да ставаат. Значи, ето, сакаме државата, партијата од државата да одели ми неку пазите. И тоа е самата флоскула е тоа. Не треба државата да се поистоветува со партијата и партијата со држава. Иначе ја не би делел. Па партијата е дел од државата. Па тоа е политички субјект кој е изнедрен од народот и државата власта и треба да води државата. Али да не се поистоветува. Социјализмот беше така. Ние партијата сме држава. Ние сега не сме социјализмот. Значи, некогаш работите малку ни се замаглено дадени и еве јас како ја гледам ова свежина, овој рефрешмент што дојде од Уставниот суд и го прифаќам. Ево, ја го прифаќам. Ја не сум ни дел од дома, јас сум соло играч на во оваа анализа и мислам дека има простор. Сега ќе видиме карактерите какви ни се, суетите какви ни се и какви ни се намерите. Дали ни се интересите на Република Македонија на преден план, или интересите на партијата, или ако сакате личните ни се на преден план. И тоа е јасно. Па, добро, нека се покаже, нека се покаже, нека се господине потврди, Никовски. да. Значи, нека се покаже да видиме простор има колку сакаат сали, има канцеларии во собранието, нека седат, нека се договарат, затоа се избрани од народот. И едните, и другите, и третите, и четвртите, и нека ни направат простор добар за избори, еве го или наесен, или до година, не знам кога, нека се договорат. Ако нема договор, јасно е, некој не сака да оди на избори, а сака власт. Не може. И улицата нема да го сака. Ќе Затоа и видите. прашувам, бидејќи се почна со барањето на опозицијата за предвремени избори. Ајме не ги сакаат. А сега сме Контрадикторно е малку. повторно сме во една контрадикторна ситуација, кај што не знаеме што се случува, ќе имаме предвремени или нема да имаме предвремени избори. Две работи. Првата е кога на 5 или на 6 мислини мај двете албански партии
рекоа дека нема додат на избори, беше јасно дека избори на 5. јуни нема. Затоа одлуката на Уставниот суд извонредна, бидејќи од тој ќор сокак најде еден автентичен, легален, уставен излаз. Беше јасно, не може да една партија на избори и некој предлага тамо да оди сама партијата, па одма се распушти парламентот на нови избори, тоа е губење време и нервоза и нови судири. Меѓутоа, да видиме генезата на оваа криза што се случува од самиот почеток. Што беше поводот? Негирање на резултатите од минатите избори од 2014 година. Тие избори беа апсолутно релевантни, бидејќи разликата беше голема. Тие малверзации кои беа таму, ги имаше, злоупотреби и манипулации, беа минимални во однос на разликата и не можеха да доведат во прашање победата на сегашната власт. Значи, причината и поводот беа изборите. И се направи, се бойкотираше собрание така натака, да дојдеме до едни релевантни, како ги викаат и не знам какви избори. И сите тие 2 јуни, пржино и така натака беа во смисол на реализација на избори, при што владеачката партија даде огромни отстапки, од кои голем дел јас ништо не би ги направил. Меѓутоа ги направија во интерес на барање решение, солуција и под диктат на мировниот фактор, да бидеме јасни. Да кажавме која е неговата улога. И сега дојдовме до една нова ситуација, кога избори веќе опозицијата не сака, бидејќи е очигледно свесна дека рейтингот им е низок, не може да победат, и сега се враќаме на почетната позиција, кога одиме на отворено, дали сега в септември нема шанси, бидејќи сега да се договорат за избори во септември нема никаква можност. Не треба да избрзуваат, не треба. И не треба да избрзува. Ке се врати по моје длабоко верување, тоа е логиката нештата, старата власт со премиерот до тога до сегашен, и одиме понатака во барање на некој консензус, на нова Вие платформа. рекол дека опозицијата повторно ќе исклучи од Ама парламент. нека исклучи, тоа е нејзино право. Ама тоа се враќаме на нула. Не се враќаме на нула. Па се враќаме на пред 2 години. Ама видите сега, се направивме напори и се даде се, ако не сака, не сака. Ако сака да тие очигледно се спремни да одат на улица, нека одат на улица. Меѓутоа, тоа народот нема да го прифати. Тие сите овие што ги прават со хулиганите кои бојосуват и слично, тоа не може да трае, не може да помине. Само ќе спаѓа тој ентузијазам кај една мала шака на луѓе, разбирате, и на крај ќе се дојде све на нормалата, бидејќи сите тие што ги прават обструкции ќе отворат патот да се власта или да се има избори во следната година заедно со овие локалните, или да се има после 2018-та кога се редовните. Према тоа, не одиме веќе на старата траса, али веќе со испукана опозиција. Ама вие ги споменавте меѓународниот фактор. Ако тој притиска, тоаш значи власта треба да го издржи тој притисок, да не попушти. Ама готово, власта попушти толку што веќе нема простор за нови оставки. Затоа ви велам, и затоа ќе престанат притисоците или нема да престанат. Ако дојдеме пак на нула, значи пак ќе треба да доаѓа Хан и другите да правиме. Притисоци ќе има. Притисоци ќе има, ќе продолжат цело време и тоа не е спорно. Меѓутоа, ќе имаме нов квалитет, нова основа, кога она што беше договарано во Пржино, односно на 2 јуни и овој протоколот Пржино, се покажа нефункционални, затоа што опозицијата не ги прифаќа тие услови. Знаете каков е притисокот на странците? Тоа ме прашам, дали ќе биде силен, помал или не? Не, ќе биде, меѓутоа сега веќе мора да се води сметка за реалноста. До сега беше на мета беше власта. Затоа што таа беше осудувана, таа беше нели така злоупотребата на овие со бомбите или петардите, не е важно. Значи, сега имаме нова ситуација кога дел од тој притисок или добар да може и 50% ќе биде смртен према опозицијата, зашто не можеш да сакаш нешто, да не знаеш што сакаш, разбирате. Не може тоа. Така да тој моментум кој го имаше опозицијата и велам до сега се беше пуштено и Заев може да мафтаат и опозицијата дека се постигна, се добија. Меѓутоа на крајот краишата изгубија битката. Не би рекол ја изгубија. Не сакат на избори да одат. Ве молам господине Николски, значи не изгуби СДС. СДС тврдоглаво не сака да оди на избори. Добро. Значи, за мене, сега, може би така, не треба да гледаме тука победници и губитници. Изгубија шансата, нека не изгубија битката, изгубија шансата, еве. Поточен израз, изгубија шансата. И сега што ќе случува во врска со специјалното јавно обвинителство, бидејќи се тоа до сега што беше падна во вода, меѓутоа за тоа има закон и тој закон по моје длабоко убедение не треба се менува. Специјалното јавно обвинителство треба да остане, бидејќи имаме навистина високо ниво на корупција и криминал, тоа никој не го спори. Меѓутоа, тоа јавно обвинителство до сега во овие колку 2, 3, 4 месеци водеше политика.
Тие, читајте Повеќе 8-9 месеци работи. Да, работи 8-9 месеци. Да, од декаде септември, октомври. Да. Значи, тие водеа политика. И тоа е неприфатливо. Јас сум за борба против криминалот, сите од првиот до последниот одговараат, а не преку политички мерки. Но работата на специјалното јавно обвинителство го врзуваат, односно прекинувањето на некој начин на работата на специјалното јавно обвинителство со аболицијата од председателот Иванов. Тие две работи сега се воедно, така? Барем што она што Ја не би ги ставал воедно, може би ама- се, може би не се, но барањата се прво повлекување на аболицијата затоа што таа им ги спречува ингеренциите на специјалното јавно обвинителство. Председателот не е дел Јавен од Пржино. Председателот донесе акт со кој со устав е овластен да го донесе. Со закон е конкретизирано. И сега, не можам да сум лицемер, очигледно не им се допадна на многу луѓе, ама и многу луѓе па рекоа да, добар гест. Некои рекоа не прифаќаме, ама само неколку напишаа дека не прифаќаат, од тие 56, другите мудро молчат, еден мој пријател вели. И јас не би ги толку поврзувал овие две работи. Нека се види како се изнајде мудро и логичко и рационално решение Уставниот суд со изборите. Јас лично мислам, ако се има желба политичка волја и желба да се постигне договор, ќе се најде и за, ја не велам дека е тоа аболиција, тоа е помилување, поединечно на повеќе луѓе, факт е дека е на повеќе луѓе, ама да броеме и Бранко помилуваше и господинот и другите председатели помилува, ама да не се враќаме толку назад. Значи, ние мораме да излеземе од овој ќор сокак со избори. И така треба да гледаме собранието, да не го обременуваме со акт што не го донел. Бидејќи видете вака се, ако ние некој се залага да се разгледувало тоа, знам кој некој, ама да не го повторпат споменувам, господин Стојан Андов, поранешниот председател на собрание. Собранието да разгледувало и да поништало. Па тој јак не го донесе собранието. Па ако се поништи, треба некој прво да даде анамнеза или да не кажам што за председателот, а ја го гледам жив, здрав, си ја врши функцијата и така натаму. Ја не би ги мешал тие две работи, иако не се одделени едно од друго. Не се одделени, али ја би едно по едно да ги решаваме работите. Нема да ми замери господинот Николски, морам една мала реакција да направам. Може би и не мислеше така. Не се согласувам дека на минатите избори имаше злоупотреби и махинации или како што рече на изборите не. На изборите имаше технички недоследности, проблеми во процесот на гласањето и поединачни нарушувања, али немаше од таков обем да истите бидат прогласени такви и онакви како што сака опозицијата. Тоа е констатирано и во извештајот на Одехир и можеби не го и добро разбрал господинот што кој рече. Можеби не го разбрал. Дека биде коректни. Па тогаш извинувам. Тогаш не сватив. Имаше и манипулации, и злоупотреби, поблаг е речникот што го употребува колегата, меѓутоа имаше ги имало сите наши избори и што е најважно имаше помалку претходно. И клучното е што сите зашто не се жалеа, немаше ни една постапка на точно. Не се искористи правото, правниот лек. И затоа реагирав. А можеби не ве сватив најдобро. Можеби не ве сватив. Сите тие како да ги наречеме со поблаго или по тешко, мислам по-оштро, не е битно. Тие не доведоа во прашање, не ги доведоа во прашање изборните резултати. Тоа го кажа и комисијата и Герт Аренс и све го рекоа дека сите тие не може да ги доведат во прашање резултатите на изборите. Според тоа, сета ова криза која е генерирана од тоа е значи измислена, наметната, предимензионирана, а не реална и објективна. Добро, предлагам уште еден прилог имаме подготвено. Тоа е изјавата од професорот по уставно право Оспен Кандрiju, кој се осврнува на иницијативата и одлуката на Уставниот суд. Ја поздравува како почеток на решавање на кризата, но има некои своји размислувања за понатамошна разрешница на политичката криза и неколку збора, колку што се сеќавам, имаше и за аболицијата од председател. Да ја погледнеме оваа изјава, трае 4 минути. Па видите, стои фактот дека се наоѓаме во една мощна тешка политичка состојба, политичка криза има во државата. И во ова политичка криза сите чинители, сите државни, да кажам, органи беа должни се и сега, да превземат конкретни мерки, конкретни одлуки, конкретни акти
sve so celi zadača da se izleze od кризата, односно да се почне со активностите кои означуваат една гаранција дека нашата држава ќе излезе од политичката криза. Се случи аболиција. Еден тежок, ве молам, акт, не само против уставен, туку антидржавен. Тоа е еден крупен настан, кој настан, ве молам, нашата правна и политичка историја на Македонија не познава до сега да имало таков случај, ниту во овај систем, овај период значи од 25 години, систем на парламентарна демократија, ниту пак во претходниот социјалистички период. Радува фактот што за сега Уставниот суд, ве молам, сепак најде доблест, ве молам, собра сили, да ја цени навистина и правилно оцени, уставно правилно оцени состојбата во која се наоѓаме. Премиерот за спроведување на избори, господинот Димитриев, предложи на министерските позиции во МВР и Труд и социјала да се вратат кадрите на ВМРО ДПМН, со што можеби се најавува дека се враќа старата политичка влада на ВМРО ДПМН и ДУИ. Како вие го коментирате овој потек? Дали можеби тоа е во насока повторно на подобрување на политичката клима или можеби на продлабочување на политичката криза? Како тоа вие го оценувате? Подоцна третото прашање, јас имам резерва, право да ја кажам, како професор, дали сега парламентот по предлог на техничкиот премиер, по предлог на сегашниот председател на владата, треба да кажем да се повикува на старите решенија за состав на владата, на старата влада, на техничка влада, затоа што ако се оди на таа варијанта, ве молам, тогаш сепак представува отстапување од политичкиот договор, затоа што во рамковниот, во политичкиот договор, а и во законот за владата, кој се донесе, ве молам, согласно политичкиот договор, таму изрично стои дека парламентарната, мислим, Социјалдемократскиот сојуз, како партија во опозиција, преку своите представници, пратеници, да има, ве молам, и своји министри во конкретни министерства, како и да има и конкретни заменици, односно дополнителни министри во конкретни министерства. Ако ова решение сега се менува, не знам дали ќе нуди таквото решение подобрување на политичката клима, политичката, да кажем, состојба, или ќе представува натамошно продлабочување. Моје длабоко уверување да тука треба да се согледат и барањата од, да кажем, од овие протестите, дали соглед дека ќе имаме сега одлагање на изборите, дали не време, крајно време да се размисли евентуално за една експертска влада во целост, за да може таа експертска влада, ве молам, да подготви терен, да и се даде еден мандат, да кажем условно речено, не мандат во смисло на 4-годишен мандат, меѓутоа еден период од 6 месеци до максимум 1 година, за да може навистина да ги превземе оние мерки како екзекутива, како извршен орган политички, за да може да сметаме дека ќе бидат реализирани сите овие, да кажем, задачи кои произлегуваат и од Пржинскиот договор, но има, ве молам, задачи кои и текако се поврзани со избор. Доктор Костов, Ристо Никовски, гости во отвореното студио на телевизија Нова. Отворивме многу прашања и ги отвараме. Со господинот Ристо Никовски нечесто сакаме да разговараме околу тоа кого странците поддржуваат во Македонија. Општа едно непишано правило е дека ако не можеме да погодиме дали власта и опозицијата, со сигурност знаеме дека ги поддржуваат албанците и албанските политички партии. Тоа не е спорно. Тоа е неспорно. Да. Ако вториот дел од синтагмата е, ако е така, тогаш се што прави ДУИ, како владеачка партија и дел од власта, фактички ја слуша меѓународната заедница. Тоа што тие ќе им кажат, тие така се постапуваат. Значи, силогизмот може во премисата е неточен, но да го следиме, ако е така, тогаш имаме следна ситуација. ДУИ со иницијативата до Уставен суд
кого всушност спаси и кого послуша. Дали ги спаси ВМРО или ги спаси СДС. Можеше да има избори, можеше да нема избори. Доколку имаше избори, ќе одеа ВМРО ДПМН сами, ќе се соочеа со граѓаните, ќе добиевме некој резултат несомнен, како подршка, бидејќи таа партија ја добива од граѓаните како мнозинство, но ќе им висеше, според мене, еден белег дека го постигнале тоа што, да речеме, Бранко го направи 94-та. Значи, еден како да унилатерален чин. И сега некои аналитичари велат, дуи го спаси ВМРО ДПМН од тоа. Ако е така, тогаш кого поддржува меѓународната заедница, или пак немаше избори затоа што никогаш не ни сакале, како што велите странците, да има избори, затоа што знаат дека СДС ќе изгуби. Еве, тие се двете позиции, би сакал да ги... Има толку детали во мозаикот, што треба да знае човек кај да фати. Ќе пробаме. Видите, прво, мислам, и клучно е што на 6 мисчини мај, кога овај двете албански партии рекоа дека нема избори, дека не одат на избори, дека избори не може да има. Додеше ВМРО сама на изборите, ќе беше сериозна политичка грешка. Тоа ќе беше силување и сега затоа излезот од кризата со денешната одлука на Уставниот суд е извонреден начин да се задржи некако ниво уставно за доминација на законот. Према тоа не треба да биде општа дилема. Второ, ќе ви кажам сега една мала дигресија ќе направиме. Денеска беше американскиот представник и тука, нели така. Со СДМ се сретна во нивното седиште, со ВМРО ДПМН во нивното седиште. Двете албански партии отидоа во американската амбасада. Ајде да кажеме, Тачи е небитна мала партија дуе, сериозна партија, дел од власта. Што мислите зашто? Да не ги слуша никој. Да не слуша никој. Затоа таму има клуба соба, таму има тајни разговори, разбирате. Така да, дори двете албански партии не окријат. Ние ќе постапиме како што ќе ни сугира меѓународната заедница. Прво се истрчува, рамо таму и велат како што ќе рече меѓународната заедница. Па кого послушаат? Видите, клучното, јас сум длабоко убеден во тоа и видам имам и докази, примат се изборуваме на таа тема. Клучното во целата оваа криза и не само тоа, него во овие 25 години на независна Македонија е прашањето за името. Тоа представува тежок проблем за Вашингтон и за Брисел, бидејќи се усрамија Брисел поготово со НАТО и ЕУ, Македонија. Нема логика, господин Николски. Има апсолутна логика, тоа е докажливо, со бројки е докажливо. Не, тоа има логика. Ја не можем да најдем да ги поврзаме на логика. Значи, ако го подржуваат ВМРО, ДПМН повторно да дојде на власт, значи тие не сакаат да се промени името. Не брзајте. Значи, што е големината на Америка како светска сила, што е прагматична, она оди до моментот кој ќе ги види дека нема тука решение, нема излез, се враќа и почнува ново. План Б секогаш има. План Б е сега. Што се случи во 2001 година? Почна со 5 соопштенија, рушење на државата, ослободување на албански територии. После 5 соопштенија на она, дојде човекови права барање. Сакам да кажам дека државата, не, тоа нема да не примат. И затоа го прават тоа да не прекрстат. Ја би гласал за тоа. Во 2000... Мислам дека тоа е иницијатива за Не. Ја мислам дека е тоа. Не е тоа. Тоа се промени во 2008 година, некаде во март, кога имаше Нимиц изјава, свати, ако Македонија влезе со референцата во НАТО, нема прекрстување. А целта е се прекрстиме, да македонскиот народ кој им пречи. Значи, да се вратиме на темата. Пред нас е секој. Не, јас ги следам тие работи студиозно. Не, да се вратиме на тоа. Значи, целта беше да ова све заврши со промена на името на државата, ради НАТО и русите и се така и слично. Тоа не успеа. Кога видоа дека не успеа во 2001 година, се повлеко, кога видоа дека Македонија не се распадна, очекуваа дека за 3 месеци Македонија ќе се распадне. Назад сега. Ама еве да го, тоа е истото ситуација се доживуваме. Сега работите. Не, апсолутно се сложуваат. Сега видоа дека поддршката на СДСМ, на опозицијата, да го руши, да ја руши власта со документите кои ми дадоа криминални на прислушување и така натака, не успеа.
Значи, СДСМ опозицијата имаше шанса која не искористи, разбирате. Затоа што нашиот народ се покажа достоен за предизвикот и не легна на тие лаги, бидејќи тие се местенки, разбирате. И сега кога тоа видува дека не поминува, значи таа без некритична помош и подршка која даде на опозицијата, се повлекува, не успеа тој прв проект. Значи, од опозицијата. Не се откажуваат од опозицијата, али се играат има планот Б доаѓа повторно на маса и со тој план свесни дека народот ја поддржува власта сегашна, дека таа ќе победи. И они ги поддржуваат. Сега одат на солуција да ја дискредитираат што повеќе власта, тој планот Б. Затоа беше и специјалното јавно обвинителство кое велам чиста политика водеше и обвиницијата во таа смисла спречи граѓанска војна. Значи, тие одат сега на разобличување што пошироко на власта за наследните избори, да таа нивна победа биде на некој начин пирова, да биде што помала и да не може сами да формираат влада, да зависат од албанците, да зависат од некој повеќе и на тој начин пак да ги задржат адутите своји раце. Тоа е таа нивна, да речем, моќ на прагматизам, која на тој начин ги гледа работите. И Сотир Костов, на исто прашање. Ако не сте дипломата, ме ги познавате. Не, добро, ја предноставирам, мене стварно ми се интересни размислувањата и во најголема мера ги прифаќам. Една забелешка, мада тоа не е за меѓународните прашања, кога кажа господин Христов дека ДПА била мала и небитна партија, не согласувам. Таа си е докажена партија, помала е од ДУИ сега, што да правиме, резултатите го кажува тоа. Ама ако го земиме дека БЕСА, села и федералистите треба да се докажуваат, ја би рекол дека ДПА сепак е партија релевантна и партија. Јас сум работел со ДПА и доволно знам колку се силни, моќни или немоќни и мислам дека е сосема солидна и интересна партија и мислам дека нејното постоење во иднина ќе видиме дека таа ќе си го оправда. Во тој дел сам. Во останатиот дел и прифаќам и ми е интересно. Можеби сосем не се согласувам со господин Христов. Па, толку дека американците, тоест Соединените американски држави, дека све имат исцртано однапред, мислам не идоа тие тука и на неочекувани работи. Сигурно. Не идоа и на неочекувани. Оној македонски пркос, некако се срамиме, простум, да се подсетиме на починатиот Чашуле, како да ги изненади кога се работи за Македонија, за името, за брендот Македонија, дека не е секој така спремен главата да ја поднаведни за мечот да се фати или рбетот да го искриви. Не. Може би и затоа има проблеми господинот Никола Груевски. Ама покажа и докажа неговата партија што тој ја води дека сепак мисли за Македонија. Видете да ви кажам. Ако мене ми го смените името, мене кој ќе ме познава као Спирко? Треба години да поминат да знаат кој е Спирко. Земам пример со себе. Со себе. Значи, ја нешто не сум заљубен во моето име, ама го сакам. Многу си го сакам името. Ми го дал кумот, мајка ми и татко ми, децата ме знаат и моето име е мојот идентитет. Значи, Македонија е брендот. Морам малку да пуштам од брендови. Брендот кој го посакуваат сите. Сите. Значи, антиката, Александар Македонски, ја оставам на историјата. Извинете, Македонија, сите се откажале од Македонија, од името, Македонија го зела името. Затоа сме ние грешници пред некого, пред Бога или пред не знам кој? Не. Има да си обстои име на нашето име и тука меѓународниот фактор мислам дека малку се изненади. Поддржувам ја секое брање на оваа држава на името и на идентитетот, а допуштам договор, еве, сега некој ќе рече контрадикторно. Не сум експерт као господин Христов за меѓународно право, вака ќе кажам. Заради сигурност и безбедност, заради од југ, запад, исток, север, да не ни дуват ветришна на небезбедност, да не ни се уфрлат не знам какви канваси или меѓународни терористи, јас гласам вечерва за влез на Македонија под референца во НАТО. Еве, експертот вели тоа не е можно. Може би е така. Сакам да влеземе под таа референца, бидејќи таа ни е закачена 25 години или 20 и некоја година, грешам, али ќе сме безбедни сигурни. Значи, не сум човек кој е контра ЕУ или НАТО и јас сум свесен за геополитичките и геостратешките збеднувања како во свет, така во Европа, така и во регионот, ама чекајте вие мене да ме прекрстувате заради некој што не му се бендисува што открал
не знам колку посто од територијата со некој договор и така натаму, не. Нека му остане, иако никој пат не треба да се откажеме од правата на нашите сонародници македонци во Северна Грција, но нека му остане, така требало да биде. Впрочем, ако влеземе во Европска унија, па мислам, смислата на границите и не е видно, господин Ристо. Али така да се откажуваме од наши македонци, дали се на југ, на север, на исток, на запад, од името, па што народ ќе биде, Љубише, јас да прашам. Па ние низ историјата, напротив, сме обстанале со верата, со црквите, со манастирите, со културата, со преданијата, со идентитетот македонски, со Охрид, со не знам што све. И сега некој му текнало да го менуваме името. Не, мислам не. Иако мислам дека мораме да признаеме светските велесили дека се многу помоќни од нас, но ќе прифатиме она што е во интерес на државата, во интерес на народот. Она што не, јас би се спротивставувал и би го покажал оној народен пркос. Мислам ми се покажа, ама срамежливо го тоа кажуваме и молим лепо, до овде да, ама биле наши најдобри пријатели, сме имале договор за стратегиска сорадба, па да, ама да го менуваме името. Без Македонија, тоа е обезличување. Не знам дали ти одговорим во тој дел и дали си задоволен за влијанието на меѓународниот фактор. Јас задоволен. Битно е граѓаните решаваат на референдум, на избори. Фала Богу, фала Богу. Ние сме тука да ги отвориме можностите по што тие би расудувале и размислувале. Јас мислам дека имаме време уште еден прилог остана кој што него емитувавме од денешната собраниска седница, една полемика меѓу представниците на СДСМ и на ДУИ. Јас лично не ја слушнав, бев во фаза на подготовки за оваа емисија, па бидејќи колегите ми ја сугерира, мислам дека таа веќе одеше во вестите на ТВ Нова, да погледнеме и ние во вечерашната емисија. Уште во текот на утрешниот ден ќе ви поднесеме иницијатива за автентично толкување на Законот за помилување и ќе ве ставиме на тест сите. Колку сте во суштина за аболицијата, а колку не. Колега Шилегов, имам едно прашање. Што всушност сакате? Сакате власт без легитимитет од граѓаните? Сакате избори без конкуренција? Или пак сакате вашата битка со вашиот политички опонент ние да ја добиеме? Епа, тој филм нема да го гледате. Епа сега многу барате. Епа сега многу сакате. Значи сакате на наредните избори ние да ве победиме сите вас и да ви кажеме, еве повелете, владаете. Не ве разбирам. Интересна полемика. За мене во оваа политичка битка, веројатно, да не речам сите, но многу правила се дозволени. Секој постапува со тоа што го има, со тие инструменти, со тие алатки, да се создаваат сојузи надвор внатре. Се чудам што опозицијата, иако се чинеше дека на моменти се доближија ставовите барем околу одложувањето на изборите со албанските партии, кои што се важен сегмент на политичката карта во Македонија и се важен сојузник за оно што ги има. Бидејќи 10 години ВМРО ДПМН сојузува со нив и добро им одат работите, но на незадоволство на Социјалдемократскиот сојуз. Се чини дека и тој мал спој што го има за неодржување на изборите, повторно го напуштија и некако, ако го придодадеме дека и странците како да почнат да ги напуштаат, како да немаат стратегија во оваа политичка битка. Дали мислите дека е така или имаат сметате се уште аргументи за добра политичка борба? Уште многу одамна имам и изјавено и напишано дека СДСМ действува како обезглавен субјект, како бонсај. Јас нив ги нарекувам синдром бонсај. Замрзнато мало дрвце во фрижидер ставено и не знаат што им се случува, а далеко од тоа дека имаат политичка стратегија, тактика или методи на борба и така натаму. Еве ги резултати. Зошто го прашав ова? Ако констатираме дека преку албанците говори меѓународната заедница, во овие изјави, тоаш да слушам дека странците им се обраќаат на СДСМ, не знаете што сакате?
Не Заради знам, тоа го постави прашањето, не да јас го тоа не го критикувам знам, или да ама го бранам СДСМ, не е моја работа. Убаво денес ни правиш, Ваша. ни пушташ и да анализираме и видите вака сега. Они денес со дуи спореа повеќе, со ВМРО многу малку спореа. СДСМ не смее да остане, само он треба некои придобивки од ова што се случува, не треба секој пат да е 3 контра 1. Зошто не може да најде заеднички јазик со ДУИ и ДП, кога веќе не сака? Не може. Не сакат со ВМРО. Не, тие за ВМРО све најлошо кажуваат. Тоа сме го видели и да не ја оптеретуваме емисијата. Не сум сигурен за обратно, ама некоја друга емисија. Така, веројатно, бидејќи не може поинаку да се прави власт. Сега видите, дочекуваш што да им кажат. Што сакате вие? Па тоа е, знаеш, тоа е крај на приказката. Ама каде они вака? Они денес рекоа насилно менување. Каде ви Љубиша видовме насилно менување на министрите? Па си поднесува оставка. Се сеќавате на една флоскула во теоријата, понудив оставка кој го направи тоа Фршковски. За да не му се прифади, а го сменија кога го сменија. Па што сега? Кој ги тераше да подне? Тоа е кога немаш стратегија, немаш тактика. Они тогаш да ги предухритат ВМРО или ДУИ за распуштање собранието, ајде оставки поднесоа. Па барем да ги повлекоа. Па не ги повлекоа. А цело време, за овие месеци и половина или колку, збореа да, ние сакавме да поднесиме оставки, не предухитрија ВМРО и ДУИ. Кога сега ги финишираат, им ги признаваат, они велат тоа е насилие. Не е тоа насилие. Тоа е одговор на акт. Уште малку време, јас ќе го доведам муабетот на почетокот или дел на почетокот, кога од собрание излеговме на улица и ви споменав дека една од групите кои што протестира, го тргаме ГДОМ, останувам на протестирано да го коментирам, бидејќи има тие повеќе политички барања, за многумина се поосмислени од тоа што СДСМ го бара. За многумина тие луѓе таму, дали се дефинирани или не, јас не надлегувам, не сум полицаец да знам дали се камваст или не, тоа веројатно треба други да го утврдат. Не е мој јас да надлегувам во тоа, јас таму гледам илјадници граѓани кои што протестираат. Како и што тоа е, вие го оценивте. Меѓутоа, тие имаат своји политички барања. Неслучајно, многумина мислат дека таму има, дека тие се предводници на опозицијските барања, иако не се во парламентот. Затоа што СДСМ нема стратегија и на некој начин се шлепа или се влече над барањата на невладините организации, кои што се можеби порадикални од нив самите. Да ве подсетам на 17 мај митингот пред владата. Видов тогаш ја сите зафраканци со командантите од Косово со сликите, паролите, видов ја дватрујца добри говорници, студенти, младинци. Ги снема. Бргу СДС ја раскина коалицијата, така требало да биде. Лично мисламе страф од нови млади лидери. И во овие протести, ако изолирам насилието и наградувањето на споменуците институциите, јас, човек кој работи со политичари, ги обучува, дали за локална самоуправа, дали за парламент или било што, тоа сум го правил за 20 години, можам да препознаам неколку лидери. Ама знаете како? СДС кога ќе види конкуренција, тие сакат никој друг да не ја дигне главата. Со нив или над нив. Тие одма ги ништат и одма ги тргат, ги маргинализираат. Некои од ваши колеги кои што биле тука на дебата, дури смета дека можеби таму е зародишот на некоја нова опозицијско движење, со кое што можеби, што вели господин Николски, странци ќе се приклонат повеќе кон нив, одошто кон овие за кои што велите дека се разочарани од СДСМ. Мислам дека нема никаква дилема, дека се она што ни се случува година и пол веќе наназад, е класичен обид за државен пуч, кој тајните западни служби го имаат направено може 50 на земји. Ова све што го артикулира таа шака на протестанти или што ви кажам, не ми се бендисува протестанти, религиозно ми звучи, значи така ми звучи. Демонстранти. Демонстранти, да. Значи, тоа е
из негова од еден центар, дали е тоа Canvas, дали е се некои други тајни служби, не ги спомнуваме сега по име, не е важно. Знаете тоа, господине. Не. Знаете, ама се спекулираме и вие и јас. Не го знаеме. Јас сега никој не искочи дека да докаже дека е така. Ние слободна да говори е точно, ама некоја година или има таму јадници луѓе со деца доаѓаа се. Сите хулигани, не сакам да ги бранам. Да. Малце да бидеме воздржани во... Резултатот е хулигански, а кој стои за тоа, тоа е негово право да се дистанцира. Меѓутоа, јас неодамна ги дистав папирите, хартиите од ударот, државниот удар што беше во Иран на Мосадек, кога во 52-та година кога го срушија, како ЦИА го призна, ги отвори хартиите, разбирате, како го рушија Мосадек. Слушајте, да не знаеш кај се случува, ќе чекај, ова ли е тоа, ќе ги збуниш, ќе не знаеш што да мислиш. Меѓутоа да ги видиме од пролета во Африка и во Азија. Придобивките под наводници. Расуло е се, уште полошо. Тоа се класични вордингот што го користат, зборовите ги користат, диктатура, вамо, тамо. Мислам, се тоа дел од сценарија кои се копирани кај нас. Меѓутоа, дека зборуваме за мирониот фактор, се еден друг момент кој исто така заслужува анализа. Денеска американецот останува и утре доаѓа и германецот, останува и задутре. Сега имаме двајца западни представници кои не се координирани, не стапуваат заеднички, што покажува и меѓу нив има разлики, значи нема разбирање целосно и работаат помалку дезориентирано, што може да биде на наша штета и наша корист. Идеме како испадне. Само една реченица може? За вордингот. Нема мо ВМРО. Зошто не на македонски? Значи, еве странското влијание. Ајмо сад пишталјке. Луѓе, ја ова не го измислувам. Ја ова не го видов, го доживеав. Добивам сигнали од режијата дека им треба малку време да ги заватат камерите кон последното издание на вестите на ТВ Нова. Ви благодарам што бевте гости на ТВ Нова. И понатаму ќе ве канам, некогаш почесто, некогаш поретко, зависно од вашите можности. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Вие останете да ги следите последното издание на телевизија Нова.